Човек сам што ќе си направи, никој друг не може. Токму факторот човек деновиве, користејќи го сувото време и ветерот, масовно ја пали сламата и страништата во полињата, од кој огнот се шири и на исушени мочуришта со трска и други земјоделски култури. При тоа облаци од чад ја покриваат целата Кочанска котлина, а саги летаат во градот и населените места. Сето тоа ги загрижува граѓаните, бидејќи загадениот воздух е опасен по здравјето, а огнот на отворено е постојана опасност од пожари од поголеми размери. Не случајно од противпожарната единица алармираа дека деновиве интервенирале на 50 пожари. Месец октомври го завршуваме со околу 70 интервенции, со пожарна површина од околу 140 хектари, од која пожарна површина 120 хектари припаѓаат на општина Облешево Чешиново. Пожарите се подметнати намерно од човечки фактор, со лошата навика што имат земјоделците после жетвата да ги запалат страништата, при тоа без да размислуваат за никакви последици, ни по туѓите ниви кои не го имат соберено родот, ни по околните објекти. Затоа ние, надлежните институции, сите што сме инволвирани во оваа проблематика, ќе изградиме стратегија со која мораме да ја сопреме оваа лоша навика, да се искорене и да се сопре загадувањето на воздухот што го дишеме сите. Од друга страна, иако е сезона на палење слама, надлежните инспекции како да не постојат, ниту реагираат и санкционираат на терен, ниту апелираат да престане оваа штетна навика. Иако за многумина овој проблем е нерешлив, сепак телевизија Кочани нуди едноставно, но практично решение. Именно доколку на секој земјоделец му се наметна обврска по жетвата да ја собере сламата, тогаш собствениците на нивите практично ќе нема да палат. На тој начин точно ќе се знае кој се однесува одговорно во полињата, а кој не, и по кој основ ќе може да се преземат соодветни мерки. Со оваа практична мерка не само што ќе нема пожари во полињата и загадување на воздухот во Кочанската котлина, туку ќе се спаси животинскиот свет кој во нив екзистира. Бидејќи неспорен факт е дека жабите се доведени до фаза на истребување, полезен дивеч речиси и да нема. Многу барски и други птици исчезна од поднебјето, плюс уништувањето на хумусот во почвата. Не е за занемарување ниту економскиот ефект кој може да се постигне со балирање и продавање на сламата како секундарна суровина, како за краварски и други фарми, така и за се поголемиот интерес за производство на пелети.